Студио е секогаш подготвено за ново издание. Многу ми е драго што денеска промовираме една интересна книга на песни. Прво дело на мојата прва гостинка. Еве денеска зборот прво веројатно ќе биде некако заштита. Оваа книга ја промовира на сред пандемија, односно некаде средината на ноември и верували или не, првиот тираж веднаш се распродава. И меѓу другото, таа е напишана на македонски јазик, но многумина од нашите околни земји посакале и побарале да имаат и тие, така што еве кога нешто е добро, нема никакви ограничувања. Многу ми е драго што денеска дури од Ресен дојде директно во Скопје за ова гостување. Маријана Митревска, сите мои песни, тоа се претпоставам само дел од незините песни, бидејќи веројатно многу повеќе од ова што е создадено во оваа книга. Маријана, прво ти посакам добри дојде. Ти благодарам, многу ми е драго што сум ваша гостинка. Како си, добра ли се? Супер, ви благодарам. Ти измори Скопје малку? Малку да, со браќајот. Скопје, Ресен е по-натенане, претпоставам, нели? Да, помало градче, смирено. Може и сакаде многу брзо да стигнеш. Обично има два типа на луѓе, едните се кои што сакаат смирен начин на живот, другите се кои што сакаат да биде хаотично, како што на пример во поголемите градови, еве конкретно во Скопје. Да. Ти веројатно си од првата група, нели? Да, јас сакам посмирено, порелаксирани места кои сакам да ги посетувам. Така да малку во Скопје со браќајот ме уморува. Мислам дека на сите не изморува со браќајот, ама тоа е што е. Така е тука. Што има во Ресен, како функционира градот со оглед на целата ситуација? Има ли раздвиженост или... Во последно време нема некоја голема раздвиженост. Единствено градинките функционираат, училиштата и тие во смени работат, децата да не се, значи, сите еден клас, него во групи одат на училиште. Луѓето одат на работа, али мерките се ги почитуваат мерките. Так, добро, тоа е најважно. Да. За многумина ова беше и продолжува да е една од најтешките години веројатно во животот, но оваа книга е една од оние позитивни работи кои што паралелно се случува. Насред пандемија во ноември, Маријана одлучи дека ќе издаде своја книга. Да, можеби и пандемијата, тоа самото што бевме повеќе време во своите домови, можеби тоа ме натера повеќе да си посвета малку повеќе време, а исто така и посетата на Крушево, можеби во некој дел ме натера да ја напишам книгата. Што значи тоа? Дека одеше во Крушево наметски за да пишуваш или? Не, случајно бев на прошетка фамилиарно. Моја инспирација е нашиот единствен Тоше Проески. И самата посета на Крушево ме натера да почнам да пишувам. Првата песна ја напишав за него. Имаше голема песна? Се наоѓа на првата страница. На првата страница. Срце со љубов полно цело. Имаше голема заинтересираност од публиката за таа песна. Па се одлучив песните понатаму да ги испраќам на конкурси, на литературни манифестации. И сега да резултиравме со многу добар успех. Секогаш беа песните измеѓу првите 3 места. Тоа ме радува. 121 песна, колку што гледам. Да, има уште. Колку има по дома? Па, можам да кажам сега дека нови имам уште отприлика некоја бројка, еве да кажам 40 можеби песни, а сакам да напишам и нешто друго. Пробувам и нешто друго да напишам. Значи не пишам само поезија, пишам и повеќе стилови. Да речеме, значи хаику, тоа е малку потежок стил на пишување. Проза, нешто што ќе ме натера да... Што ќе те инспирира, веројатно? Да ме мотивира. Моја инспирација е, кажав. Да. Мора да постои некаков мотив за да ја напишам таа песна. Мора некако да ме допре мене, да почувствувам нешто за да ја напишам таа песна. Обично викаат дека оваа сфера на пишување, на таков тип на креативност, не може секој, дека
освен работата на тоа пишување, дека треба и одредени предиспозиции кои што некако веројатно ги препознаваме уште од мали. Дали Маријана кога беше дете исто знаеше да пишува? Да. Ти чита, сакаше да читаш книги, некако знаеш дека ќе се насочиш кон ова и еве денеска ги имаш и овие песни? Не знаев дека ќе се насочам кон ова, но пишував уште од малечка, значи посетував дополнителен час уште во основно училиште за литературно читање, каде ги читавме делата на наши автори кои се задолжителни во образованието. Пишував, да, имав напишано 50 страни, но ги избришав и значи сега оваа година на пандемија решив дека сега ќе ја издадам таа книга, ќе ја напишам и со голема љубов ја пишев и ја издадов. Супер, баш ми е драго. Само да коригираме во насловот, ова што во моментов одија за втората гостинка, така што режија може да направите промена на насловите. Маријана, меѓу другото, си дел од една голема онлайн литературна манифестација во Босна и Херцеговина. Да. Таму има пријавено повеќе од учесници, повеќе од 52 земји, околу 750 кандидати се тоа и веќе некаде си во финалето, ако во полуфинале, во 100 најдобри со моментално. Од 750 и се во 100 најдобри. Да, од 52 земји, да. Не е ни важно што понатаму. Самиот момент на првите 100 места. Да, многу се радувам на таа литературна манифестација. Сега очекуваме да започни следниот круг, па Како изгледа таа онлайн манифестација? Таа трае цела година. Значи се пријавив можеби во мај или јуни месец и ќе трае до тогаш, сега оваа година. Значи цела година трае. Сите учествувате со одредени песни, дела или како? Да, за почеток праќаме по 2 песни. Од тогаш беа 750 пријавени и се поделени во групи, во 12 групи од секоја земја. Ние за почеток од Македонија бевме во првиот круг бевме избрани 24 поети. Потоа следниот круг бевме 15, па сега сме само 7 поети во полуфинале. И сега очекуваме да започне полуфиналето за да влеземе во финале ако имаме доволно гласови. Какви се твоите очекувања? Ќе се влезе ли? Мислам дека ќе одам понатаму бидејќи имав многу гласови. Што за моја голема среќа тоа убаво влијаеше. Значи публиката ме поддржа, имав исто и жири си има и организатор и сите одлучија дека јас треба да одам понатаму. Супер, одлично, многу ме радува. Претпоставам дека овој момент на некој начин те бодри во целата оваа ситуација, нели? Да. И веројатно е нова инспирација дека и кога се случува пандемија, дека убави работи може да има, Да, може, значи и да речеме сега во моментот на пандемија кога онлайн се функционира, па тоа за поетите можеме повеќе да просперираме. Значи, сигурно не можеме да гостуваме во Индија или во Австралија, па вака можеме да учествуваме на некаква манифестација. Дали ова е примарната работа на Маријана или се занимаваше со нешто друго? Освен што пишувам книги, пишувам и песни за пење, соработувам со композитори, се надевам дека ќе помини ова ситуација и дека ќе снимиме со пејачи, млади пејачи. Значи сепак си посветена на пишувањето, така? Да, пишување, али и во музиката не е баш така, требаат одредени зборови, не е баш толку лесно да се напише песна и за пење. Верувам дека така. Си имаш испробано за пење можеби или не? Некогаш можеби во тинејџерските години. И вака приватно по дома. Да. Меѓу другото си мајка, да. Што е веројатно најубавата улога која што до сега си ја имала. Како да се биде мајка на малечко дете, истовремено да се твори, да се пишува, да се биде активен, да се оди на гостувања по емисии кои што се надвор од градот? Па да кажеме, мене тоа ми е да кажеме, мајчинството е и најтешка и најубава работа на целиот свет. Со тоа што
Мајчинството ме натера и самите деца ме натера да ја напишам и втората книга. Успевам. Тука е мојата фамилија, ми помага, моментално тие го чуваат за јас да гостувам во вашата емисија. Колку години има? 3,5 години Само има. 3,5 години. Да. Одлично. Веројатно тој ти беше инспирација за Учиме со песна, оваа втората книга, која што не се продава, викаш ја подарувам. Да, ја подаривме таа. Таа книга ја Готово, подаривме. нема веќе. Има уште неколку примероци, али на повеќе локации се подари. За нејзе сакам да им се заблагодарам на фановите на Тоше. Тие финансиски ми помогнаа да ја издадам таа книга. Многу интересна, бидејќи освен што е образовна, може да има и за христијанството, за наши верски празници, како и зошто ги славиме тие. И во секоја страна илустрирана со слика. И ја поклонивме на неколку места, значи, еве да кажам, кај син ми во градинката, во Ресен, во Крушево, во центарот за деца со посебни потреби, во Битола, во домот без родители деца. Така на неколку локации. Браво. И тука во Скопје неколку примероци поклонивме. Супер. Да. Маријана, ти благодарам многу за гостувањето. Среќен пат за Ресен и да се гледаме за вакви убави дела. Ви благодарам и вас. Така. Ќе се видиме со вас за многу кратко. Онаа тема која што видовте претходно за лидерството во приватниот живот, ќе ја зборуваме за кратко по рекламите.